Нема ново заболени од COVID-19 во Велес, според последното известување од Институтот за јавно здравје. Во моментов 43 велешани се активни случаи на заразени од коронавирус. Во центарот на градот голема раздвиженост надвор од полицискиот час. За оние за кои е неизбежно во стеснато време се извршуваат работните уврски за исполнување на наведум нормално секојдневие. Градот живее во страф и дише во доза на предпазливост. Камерата на Алфа телевизија забележа дека граѓаните ги почитуваат мерките и препораките од владата, грижејќи се за себе и за здравјето на најблиските. Речи си и да не видовме некој да не носи заштитна маска. Добар ден, ќе ни кажете ли како се справувате со целава оваа состојба? Добар ден, добре, си работиме, добро е, се е во ред. Се е поштено, се е тилет работи и така, се е чисто регуларно. Добиваме средства за чистење, ова, и тие ред работи. И ностоп ги чистиме и тераме работа, што треба да биде. Редовно носите заштитна опрема? Да, носиме, носам на ракпици, чизби, ова, тие ред работи, се имаме. Се е во ред. А кога има полициски час, се навикнавте ли на тоа кога мора да се седи дома? Да. Работиме са јас сум од Совале до 7, а напуштам уште сипам, и пред 7 треба да бидам дома. И ќе исперам у 6 сат, дотргувам и заклучувам и си одам. Ете тоа. Па се навикнавме, да, ги прифаќаме околностите такви какви што се. Носите редовно заштитна опрема? Редовно, значи јас во принцип сум човек што почитува правила, така да и во овој случај почитувам, како што гледате. А како се справувате со оние полиции, оние часови кога има полициски час, кога мора да се седи дома? Значи почитуваме, седиме дома, си наоѓаме сопствени активности, значи имам синче, учиме со малиот, изнаоѓаме активности за занимација и тоа е тоа. Како се справувате со целава оваа ситуација? Дали се навикнавте на вонредната состојба? Да. Носите редовно заштитна маска? Да. И кога е полициски час, како се справувате со тие часови кога мора да сме дома? Најнормално. Си извршуваме домашни работи. Имате нешто можеби што ви недостасува во овој период, како е во Велес? Па, добро е во Велес. Едно ни недостасува што, например, ја работам во трговија и немам слободно време за низ градот. Морам на работа и дома. Добро се справуваме, мислам, се е окей. Заштитени сме, снабдени сме со маски, со храна и тоа. Носите редовно заштитна? Носам редовно заштитна, еве и ракавици носам во мене, во затворена просторија и така. Тоа го правите заради тоа што ќе се казнува или заради се? Не, лично ради себе и ради другите. Да не пренесеме, доколку сме заболени. И кажете ни уште за крај, полицискиот час кога е, кога треба да се седи дома, како тоа го поминувате тоа време? Па кога се мора не е тешко, нели? Мора и ќе го издржам и тоа, каде да е, некој време, месец дена нека биде, тоа е тоа. Мора да издржиме. На работа сме цело време со маски, со наракавици, со заштитна опрема и тоа е тоа. Најнормално. А кажете ми за време на полициски час, тој период како го поминувате? Дома на компјутер, Skype со колегите, со пријателите, Discord, тоа е тоа. Најнормално. Вонредната состојба која што ја минуваме е тежок залог за сите. Но ранливите категории на граѓани ката ден се соочуваат со дополнителни потешкоти покрај нивното и онака макотрпно секојдневие. За нив секогаш стои подадена рака од Црвениот крст. Секретарот на општинската организација Велес, Орце Николов, ни ги објасни услугите кои ги нудат со цел да им помогнат на сограѓаните. Имаме отворено 3 линии кои што се наменети за мобилните тимови кои што ги формираат волонтерите на Црвениот крст. На овие линии граѓаните кои што се хронични болни и постари изнемоштени лица пријавуваат дека им е потребна помош од набавка на храна и лекови. Ние ја добиваме таа дојава, им набавуваме храна и лекови и им ја носиме во нивните домови. Тоа е како првата услуга која што ја нудиме. Втора услуга е психосоцијална поддршка односно психолошка прва помош за граѓаните кои што во овој период на многу информации кои што ги добиваат на дневна основа се чувствуваат малку во паника, можеби во страф. Тие може да се јават на 2 отворени телефонски линии кои што ги имаме во Велес. На тие отворени линии се јавуваат наши волонтери кои што се искусни психолози и кои што имаат поминато обука за психолошка прва помош. Таму тие ги добиваат соодветните совети, соодветната поддршка за граѓаните да не чувствуваат таков страф како што имаат
да речеме во минатото. На овие две линии, односно за овие две сервиси, досега имаме околу 90 и нешто јавувања, тоа е заедно. 45 до 6 имаме за мобилните тимови кои што се за набавка на храна и лекови, а останатите се за психосоцијална помош. Телефонските линии наменети за психолошки разговор се отворени од 10 до 12 и од 18 до 20 часот попладне. 80% од повиците се во попладневниот термин кога паѓа мрак. Статистички вели Николов, стравот кај луѓето се појавува во вечерните часови, а споредбено почесто се јавуваат по возрастни лица. Велешкиот Црвен крст од останатите општински организации се разликува по тоа што во услови на пандемија ја воведува услугата мобилен лекар. Имаме ние волонтер во општинската организација кој што е специјалист кардиолог. На негово барање, на негова иницијатива ја формиравме оваа услуга, тоа е доктор Атанас Ѓорѓиевски. Значи секој дневно граѓаните може да се пријавуваат да добијат бесплатен преглед. Прегледот се состои во ЕКГ, мерење на шекер во крвта и стандарден кардиолошки преглед. Граѓаните се јавуваат на посебни телефонски броеви, се со цел да не одат во амбулантите и во овие денови да не ги вршат оние контроли кои што редовно им се потребни за да се намали ризикот од мешање со останатите пациенти и ризикот од презимање на коронавирусот, така да ние одиме во нивните домови, вршиме кардиолошки прегледи, досега имаме извршено околу 27. Волонтерите се столбот на Црвениот крст. Николов јавно им се заблагодари за нивната пожртвуваност во оваа тешка ситуација. Една огромна благодарност за оние луѓе кои што се волонтери. Тоа се луѓе кои што имаат нормална редовна работа, значи дел од нив се наставници, дел работат во фабрики, дел сосема друго. Тие одлучиле, значи од кога ќе им заврши работниот ангажман, да не седат дома, да не гледаат само социјални мрежи или било што друго кој што некоја преокупација која што имаат дома, туку час, 2, 3, 4 да се вклучат во нашата организација и да им помогнат на оние кои што навистина им е потребна помош. Од почетокот на пандемијата досега, вкупно 77 велешани биле заразени од COVID-19. Од нив излекувани биле 31 лице, а регистрирани се 3 смртни случаи од коронавирус.